Загубена ковид генерација. Ова е опасноста на која предупредува УНИЦЕФ на Светскиот ден на правата на децата. Според УНИЦЕФ, секоја девета инфекција со коронавирусот во светот е инфекција на дете. Прекинот на важни услуги е најголема закана за децата, изјави директорката на УНИЦЕФ Ханриета Форе. Колку подолго трае кризата, толку поголемо е влијанието врз образованието, здравството, исхраната и благосостојбата на децата. Иднината на цела една генерација е во опасност, предупреди Форе. Во околу 1/3 од 140 земји кои биле предмет на истражување се намалил бројот на деца кои добиле одредени медицински услуги и третмани, како вакцини или амбулантно лекување, а намалени се и посетите од социјални работници. Причината за тоа е стравот од зараза. Се уште околу 265 милиони деца не добиваат оброк на училиште, а секој трет ученик во светот, односно околу 572 милиони деца, е лично погоден од мерките на затворање на училиштата. Од Министерството за труд и социјална политика велат дека не само 20 ноември, туку секој ден треба да биде ден на детето, светот да биде обединет во подигнување на свеста за детските права. За жал, се уште има деца кои живеат на работ на екзистенцијата, без доволно храна, без пристап до чиста вода за пиење, без можност за образование и здравствена заштита. Има деца кои се жртви на насилство и злоупотреба. Токму затоа, не само 20 ноември, туку секој ден треба и мора да биде ден на детето. Светот мора да биде обединет во подигнувањето на свеста за детските права. Само преку заедничка и координирана акција ќе создадеме услови за безгрижно детство, за развој и квалитетно образование. Со еден збор, услови за воспитување на идните градители на светот. Министерството за труд и социјална политика посветено работи на својата мисија за намалување и елиминација на детската сиромаштија. Создава услови за квалитетен, ран детски развој и предучилишно образование. Градиме нови градинки, за да го зголемиме опфатот на деца од предучилишна возраст. Со деинституционализацијата, децата ги сместивме во мали групни домови и згрижувачки семејства. Го олестивме пристапот до гарантирана минимална помош на најсиромашните семејства. Обезбедивме правичен и солидарен модел за пристап до детски и образовен додаток. Борбата за унапредување на детските права продолжува. За нас, секое дете е важно. Се грижиме. УНИЦЕФ проценува дека 6 до 7 милиони мали деца пред се во Африка и Јужна Азија страдаат од потхранетост, што значи зголемување од околу 14%. Се проценува дека 150 милиони деца до средината на 2020 година паднале во повеќе димензионална сиромаштија. Последиците од рестрикциите во време на пандемија според УНИЦЕФ може да бидат разорни. Со прекинот на животно важни услуги и пред се поголемата потхранетост во наредните 12 месеци би можеле да умрат 2 милиони деца, а бројот на мртвородени да се зголеми на 200.000, предупредуваат од УНИЦЕФ на Светскиот ден на децата. Денеска е 31 година од потпишувањето на Конвенцијата во Обединетите нации за правата на децата.